За оние кои што прв пат се среќавате со мене, може да поставите прашање и да направите интеракција и некаква вредност да донесеме поврзани со темите на здрав и активен начин на живот, дали користејќи ги телефоните на телевизија Телма, дали можеби користејќи го хаштагот #AskJosif или па да ми поставите прашање директно во порака на моите профили на Инстаграм или на Фејсбук и тоа може да го направите и да ме најдете како Коуч Јосиф. Ace.Котев и прашува дали овес и овесни каши се препорачливи само наутро или може и попладне. Аце, да, зборував минатата недела за тоа кога е овесот и колку овес е најпрепорачлив. Прашањето дојде тогаш од Кристина. Не дека не е препорачлив и попладне, затоа што овесот е добар извор на хранлива вредност, но она што многу луѓе ги засега и кој што може да им одмогне доколку се во процес на губење на килограми, во тој случај овесот има јаглехидрати кои што се добри, но во секој случај ако ти не си активен во вториот дел од денот, ќе нема каде да ги потрошиш и најверојатно ќе завршат ете во сало и во масти. Затоа најдобрата опција да ти биде за старт на денот. Нема да сгрешиш ако немаш намера да губиш килограми да ги користиш и во попладневните часови, но да внимаваш затоа што ги спомнуваш овдека и овесните каши, внимавај со овесните каши затоа што некои овесни каши знаат во себе да имаат додаток на арома, на мирис, додаток на шекер за да бидат поблагуњави. И при тоа чита ги етикетите, а тоа значи дека на 100 грама од овесната каша не смееш да имаш повеќе од 20 грама на шекер. Тоа значи дека производот не е добар и читај дали се додавани некакви шекери и вештачки засладувачи.